Еве назад во утринската на Телма продолжуваме со наши следни гости за еден убав хуманитарен проект кој што традиционално се случува и традиционално вака за новогодишните празници ги имаме како гости за да следиме нивната мисија, да ве потсетиме и вас да бидете хумани и се разбира да ве поттикнеме во таа хумана цел. А хумана цел имаат Здруженијето Арда и оваа година што повеќе семејства социјално загрозени нели да добијат од оние пакетчиња кои што пристигнуваат и од Германија, кои што соработка и овде во Македонија се прават, им се доставуваат на сите овие дечиња и семејства на кои што им е потребно. Впрочем, празниците се за тоа. Празниците се да ги поминеме со нашите најсакани, со нашето семејство, но и да помогнеме онаму каде што треба дел од семејствата да се чувствуваат убаво за новогодишните празници. Да имаме некаква повод, ако веќе бараме повод да бидеме хумани. Добре ни дојдовте. Ние да ти се заблагодариме во името на Адра што не покануваш и што не следиш нашата хуманитарна активност и нашата хуманитарна мисија. Нашиот председател Ванчо Трајковски не можеше да дојде денеска и да биде гостин во оваа гледана телевизија Телма. Тој е сега во некои рурални средини, каде што ги дели пакетите, ги велам пакетите, бидејќи тие баш не се мали, тие се баш поголеми величина, ги дели пакетите во рурални средини каде што се недостапни предели и каде што децата никој нема да ги посети и на никој нема да им даде пакетче. Ние сме единствени и уникатни што тоа го прави Адра. Секоја чест за тоа. Ќе зборуваме за она што го правите и предизвиците оваа година и генерално минатите години и успешноста на самата акција. Само да ве представам, нели? Зорана почна, па ајде и од дамата, нели, нема да ми замерат. Зорана Костовска, иначе партнер на Адра, но и дел од Здруженијето председател на хуманитарната организација, кралицата Есма и Стевата Веселски. Есма и во некоја следна прилика повторно ќе ја спомнеме и Есма како хуманитарка, нели, но и за се она што е поврзано со нели сите тие информации со Есма, но во некоја друга прилика. Така е, ќе го представиме и гостинот од Германија кој што ни доаѓа прв пат ние во студио, втор пат е во Македонија, но прв пат работно така, се работи за Мишел Вилер, директор на оддел за развојни проекти и едукација, и Зоран Велковски, проект координатор и да споменеме во случајов нели помош околу превод. Така е. Добре ни дојдете. Hello. Welcome. Спомнавме за традиционалната нели хуманитарна организација и традиционално која година Зорана поред? 20-та. 20-та, да. Така е, не е малку таа голем стаж. Има се повеќе луѓе на кои што им е потребна помош. Веројатно успевате барем плански да обезбедите од година на година многу повеќе од оние пакети кои што околу 4000 пакети оваа година ќе се поделат. Ајде само накусо околу пакетите како, на кој начин нели се собираат тие донации. Така е, тоа е еден проект. Најдобро ќе го каже нашиот представник од Германија. Така е. Just to explain how about that some things and about the packages, how the process is going, how it's collected and answer to. ADRA is a traditional classic help organization, and we are working in the field of humanitarian aid and development cooperation. ADRA е класична хуманитарна организација која што работи на полето на развој и на хуманитарна помош до луѓето. But in the last 20 years we create a third pillar. We call it development education. Во последните 20 години направивме трета област која што е развој на образование. And one of the three target groups are children. И една од трите таргет групи на новиот пилар се децата. We think that children should learn that peace and war and richness and poverty are results of social activities of the societies. Ние мислиме дека децата треба да учат за мир, за војни, за разни социјални активности, да бидат дел од општеството и да го разбираат општеството. Ја се извинувам. Ако одлично. Покушавам да фатам суштината. And we also think that children should learn that they can be a part of a solution to go a better way to find a solution for a better future for all together. И ние мислиме дека децата, што е многу јака порака, можат да бидат дел од решението, значи не да бидат само учесници, но да бидат дел од решението за подобра иднина и за подобар свет. And one step of this way is the project Children Help Children. И еден чекор во таа насока е проектот Деца помагаат на децата. More than 1,000 volunteers and over 20,000 children each year support this project in Germany. Значи повеќе од 1000 волонтери и повеќе од 20,000 деца во Германија го поддржуваат овој проект и
работат. And there are much more supporters in Luxembourg, Netherlands, Austria and Switzerland. И исто така има голема поддршка во Холандија, Австрија, Швајцарија и Луксембург околу овој проект за децата, помагаат на And децата. so it was possible that more than 700,000 packages in the last 22 years came to countries in Southeast Europe, and more than, I think, 70,000 packages directly to North Macedonia. How much? 700,000 Southeast Europe. Околу and 700.000 пакетчиња се собрани во последниве години, кои што доаѓаат во Југоисточна Европа и некаде околу 70.000 се во Македонија дојдени од тој дори. And there is a big issue because on the one hand, children learn to share, and on the other hand, children learn that they are not alone. И тука имаме добра комбинација, дека децата учат како да споделат, Така. исто така и учат другите тие што прибаат дека не се сами, дека некој се грижи за нив. And thus gives hope. И тоа дава надеж за понатак, за сите и тие што делат и тие што примат. Така е. And the package are contained with toys and clothings and some sweets and hygiene items. This is collected from the children. Yeah. Значи, децата собираат во пакетите има различни предмети, од играчки, од не знам, Чоколади. тетрадки, Тоа чоколади. значи дека сите пакетчиња се различни. Уникатно е, Различни, секој уникатно. пакет е Секој пакет е уникатно. уникатно, Ние да. така го потенцираме тоа. All package is unique. Yes. Yeah. And but it's only the first step of the way. Но тоа е само првиот чекор на начинот. Through this project, we get in contact with the families and the communities, with the teachers, the principal, the majors of the city around the children. Преку овој проект следен чекор е што ние стигнуваме до различни стейкхолдери, односно носители на процесот, како што се учители, директори, родители, семејства, кои што се наоѓаат околу децата. And so we find new challenges and can create some new ideas and new projects. И преку тоа ние добиваме нови предизвици и можеме да креираме нови идеи за нови проекти како би работеле. And this is the workspace where my dear colleague from ADRA are working and can give you more information about help children in Macedonia and also the further И веќе funding Македонија project. направи предизвик, се јави училиште од Ѓорче Петров, Димитар Попгеоргиев Беровски, и тие покажаа иницијатива. Оваа година и минатата година, кога им дадовме пакети за учениците, тие ни вратија со хуманитарна акција, собрале алишта и нешто храна и ни ги даваат на Адра, а ние па како Адра ги носиме на децата во руралните средини. Ние го заговараме овој проект до година, да секој дете во скопските училишта, бидејќи ги рачунаме во Скопје се помокни децата, ќе добие картонска кутија од Адра Македонија и секој по своја желба, по своја можност, по своја идеја, значи што сака, може и користени работи. И користената облика се наоѓа и како на оние деца кои што вистина се во мизерни услови на живење. Така да, значи, еве, оваа мрежа на Адра, ние и оваа идеја на Адра, и овој проект, ние веќе ќе го заговориме до година, веќе ќе постои и во Македонија. Да, како оди оваа година акцијата, колку дена веќе се делат пакетчиња, останали веќе уште? 25 макотрвни дена, бидејќи знаете се покрива цела Македонија. Јасно, Не се рековме тоа дури само- и рурални средини Така е. каде што не Баш, може ни еве, автомобил да председателот стигне. Ванчо е на еден непристапочен предел Јасно. во македонски Брод, значи во села кај што се вистина социјално загрозени семејства. Вие мислам дека имате добивте наши фотографии Да, каде што одат, ги може гледаме во да се меѓувреме види секако. децата како се радуваат на тој пакет. Велам пакет, бидејќи не е мал. Таму има многу потребшени. И мислам дека оваа идеја, еве ќе ја пренесе Македонија и иницијативата од Адра Македонија ќе заживее до година. И морам да се пофалам веќе, Адра, како хуманитарна организација, се изучува на часовите по германски јазик во училиштата. Значи, како пример на хуманитарна организација, на нашата мисија, значи веќе децата во Македонија изучуваат на час по германски јазик за нашата активност, што е сепак многу нешто. Така. И веројатно и предизвикот е многу голем, што се однесува до хуманата акција и веројатно... Да, извинете, Ненад, морам да ги пофалам. Ни се приклучаа и две здруженија, Таквондо клуб Младост и едно балетско
Удружение кои што учат мали деца балетско, тие се викаат Марбел, и ни се приклучија на нашите хуманитарни манифестации што ги одржавме во сите трговски центри, во Джамбо, во Сити Мол и во Капитол. Тука имаше дружење, интеракција на децата посетители на овие трговски центри, тие се презентираа со нивните новогодишни настави и вистина направивме едни мали новогодишни шоуа во овие 3 трговски центри. Иницијатор беше нормално хуманитарната организација АДРА. Па и веројатно така и може најдобро, најблиску да се стигне до младите кои што се потребни да им се внесе нели оваа хумана идеја каде што и тие би можеле да се вклучат. Тие слушаат веќе за нас, веќе кажуваат, па јас сакам нешто да повдарам, значи веќе имаме интеракција со децата, што се идни генерации на Македонија. Да, јасно. Но не секогаш нели што се однесува до Сдруженијето АДРА се е посветено нели за загрозените семејства и за дечињата. Вие имате и акција која што е посветена цела година за и проект за повозрастните. Зоран, морам да го пофалам, е најдобриот проект менаџер во Македонија. Он е скромен и нема тоа никогаш да го кажам. Јас сакам вас да го кажам, бидејќи Зорана, те имаме за сите дополнителни нели. Така, нели јас работев како новинар на македонската телевизија. Така, јас за тоа се оставам на тебе. Мораме тоа да го направиме. Зоки сега работи еден многу сериозен проект. Добро, значи АДРА, како што претходно Мишел спомна, дека преку контактите што ги правиме, добиваме и нови идеи. Значи, веќе имплементираме проект за стари лица, кој што е помош и нега во домот, кој што е со поддршка од Министерството за труд и социјална политика. И тој се одвива на територијата на Бутулич и Сандево. АДРА има лиценца за да го одвива, меѓутоа сакаме да се прошириме и на територијата на цело Скопје и во други општини кои што ја нема таа услуга. Многу потребна услуга исто така, нели, покрај социјалните случаи за возрастните лица, бидејќи знаеме дека више сите се некаде надвор од државава, синови, внуци и се повеќе и повеќе имаат потреба од некој кој што би обрнал внимание на нив. Да, секако. И исто така размислуваме на одржливоста на АДРА како организација, затоа што например пред 4 години завршивме проект кој што беше наменет за млади и жени во село поддршка, каде што им дававме кошници со пчели за производство на мед и производи од мед и се планираме да развиеме социјално предпријатие кое што ќе обезбеди одржливост и средства можеби за хуманитарните активности на АДРА кои што идат вам. Така да на повеќе области работи. Така. Господин Мишел, би сакал една порака од ваша страна и од името на АДРА до нашите граѓани, до нашите гледачи, некако кое што сигурно добро ќе дојде да се слушне за сите оние кои што сакаат и во иднина ќе ги поттикне да се вклучат во овие хуманитарни акции и да бидат хумани, нели? Генерално за крај. General message from ADRA about the citizens of Macedonia, about the people here. What would you like to say to inspire them to be humanitarian and proactive? Okay. Our motivation is therefore that children can hope again, and that is, I think, that's the measure. Нашата мотивација е дека децата можат да помогнат повторно и тоа е двигател на сето тоа. Да. Зорана, веројатно ќе продолжат сите активности, тука не запирате. Не завршуваме така со што нова година. Да, ние ќе ве следиме и понатаму со се многу. оно што нели е наменето за сите граѓани овде во Македонија. Од една страна да ги поттикнуваме да бидат хумани, од друга страна нели да ја пренесеме целата онаа порака која што Не да само јас една порака до гледачите, волколку сакаат нешто да повторат. Вие ги имате нашите телефони. Ќе употребам сега и нашиот слоган на нашето дружение, ако имаш две повдари едно. Сите ние имаме работи кои што не ги користиме и кои што не ни се потребни, слободно нека се обратат во АДРА, ние ќе ги однесеме на право вистинско место. Да. Во меѓувреме само да споменам, контактите денеска дигитално поврзани сте и преку веб страна и на социјалните мрежи можат да стапат во контакт и апсолутно. Да, Македонскиот народ е добар народ и сака да помага. Во тоа сме сигурни, да. Апсолутно. И благодарам многу, успешна мисија и понатаму, Фала многу, успешни да ви проекти. честитаме нова година, бидејќи да искористиме оваа прилика и на сите гледачи им пожелуваме многу среќа. И кога ќе речам среќа, затоа што среќата е најбитната работа во нашите животи. И велат, не треба и здравје, ама во Титаник имале и здравје, имале и пари, ама не имале среќа. Затоа, драги гледачи на телевизија Телма, ви пожелуваме од името на АДРА многу среќа во 2023 година.
Така е, нека биде успешна новата година. Среќа, па и здравје, Зорана. Со оглед на изминатите 2 години. И тука Така е. треба да си посакаме многу здравје.